Да, и во овој дел од отвореното студио ќе посветиме внимание повторно на една многу важна тема. Генерално, безбедноста во сообраќајот. Еве пристигнуваат полека и новогодишните празници, како и секоја година има многу случаи. Се надеваме дека можеби овој завршеток на 2018 нема да биде проследен со сообраќајни незгоди предизвикани можеби од алкохолизирана состојба, бидејќи најчесто тоа е случајот во празничните денови, но на ова прашање и уште многу други ќе се обидеме да извлечеме, односно да даде соодветни одговори нашиот гостин Ристо Манчев, секретарот на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот. Манчев, добре дојдовте во отвореното студио. Добро најдов и добро вечер за вас и за вашите гледачи. Добро дојдовте и од мене. Така, зошто е ова важно? Како што споменав, и во пресред на празниците, меѓутоа и секојдневно, може да се каже дека сме сведоци на многу сообраќајни незгоди, кои што пак за волја на вистината и бројките и статистиките говорат дека често се губат младите животи. Па еве конкретно за почеток, какви се моментално бројките или дали имате евентуално некои статистики во заокружувањето на 2018? Ако погледнеме статистички 2018 година, можеме да кажеме дека во 2018 година имаме значително подобрување на безбедноста на сообраќајот на патишата од аспект на бројот на загинати лица во однос во сообраќајни незгоди се разра во однос на 2017 година. Според неофицијалните податоци, затоа што годината календарски се уште не е завршена, а исто така и според методологијата на обработка на статистички податоци, значи секој лице кое што ќе биде повредено во сообраќајна незгода во рок од 30 дена доколку се случи да почине, се смета дека е загубен човечки живот во самата сообраќајна незгода, така што официјалните податоци ќе бидат после месец јануари 2019 година, меѓутоа според неофицијалните податоци оваа година заклучно со месец декември 123 лица го имаат загубено животот во сообраќајна незгода. Не можеме да кажеме дека тоа е добар или оптимистички податок, меѓутоа од друга страна компаративно ако споредиме со 2017 година кога 155 лица го загубија животот во сообраќајни незгоди, сепак можеме да кажеме дека има еден тренд на подобрување. Во кој дел од сообраќајот треба најмногу да се внимава, ако се земе в предвид дека преку социјалните мрежи многу брзо пристигнуваат информациите и ни се чини како да се повеќе има сообраќајни несреќи, ако претходно медиумите беа тие кои што ќе кажат во своите информативни изданија, сега многу лесно се добиваат тие информации. И само да се надоврзам, дали еве според вас многу интересен моментот, бидејќи често на социјалните мрежи што ги спомена и колегата Чаловски се постојано има информации, дали можеби се добива впечаток во јавноста дека од тој брз трансфер, односно информација што се пренесува на социјалните мрежи, по друга страна е зголемен бројот на сообраќајни незгоди? Да, така е, и добро е тоа што е така. Значи, статистички погледнато, во Република Македонија 2002 година, да ја земе, 2002 година има 160 загинати лица во сообраќајни незгоди, кога во Република Македонија има нешто над 200.000 возила. Минатава година имавме 155 загинати лица, кога во Република Македонија имаме повеќе од 500.000 возила. Статистички, научно погледнато, можеме да кажеме дека од тој аспект имајќи предвид фактот дека бројот на возила расте, интензитетот на сообраќајот се зголемува, имаме, значи статистички можеме да кажеме дека безбедноста на сообраќајот се подобрува. Меѓутоа, со оглед на тоа дека информациите преку медиумите и преку социјалните мрежи брзо се прошируваат, се добива впечаток дека безбедноста на сообраќајот оди во полоша линија и тоа е добро што е така и ние како Републички совет постојано сме присутни и преку медиумите и преку социјалните медиуми. Наша цел е всушност да безбедноста на сообраќајот го добие своето внимание од јавноста. Тоа е затоа што последиците од сообраќајните незгоди се многу сериозни. Голем број не можеме да кажеме дека таа бројка од 120 загинати лица дека е добра. Станува збор за човечки животи. Тоа е едната работа, другата работа што просекот на загинати лица во Република Македонија е поголем од просекот на земјите во Европската унија, кога зборам за загинати лица во сообраќајни незгоди, така што безбедноста во сообраќајот има многу што да се подобрува. И добро е што ова тема безбедност во сообраќајот добива се поголемо внимание и од медиумите и од јавноста, а постепено го добива своето внимание и од страна на надлежните институции. И ние
една од целите на Републичкиот совет е токму тоа, значи да го безбедноста во сообраќајот да биде врвен приоритет и на надлежните институции и на јавноста. Да, тоа ми беше следното прашање. Навистина може да се забележи и на вашата интернет страна дека е доста ажурирана и имате навистина силна кампања. Чинам и по билборди да се вози одговорно и постоја, што е одлично за подигање на јавната свест. Може ли да се каже дека успевате во ова борба? Како сте вие задоволни од? Да, вака, многу едно од најчесто поставуваните прашања дали кампањите кои што ние ги реализираме даваат резултати и какви се ефектите од тие кампањи. Многу нашиот одговор најчесто е во насока на тоа и тоа е всушност и фактичката состојба, тоа е дека самиот процес на промена на свеста и на културата, на промена на навиките на носување во сообраќајот е еден многу тежок процес. Нешто што едни лоши навики што се граделе со текот на годините тешко се менуваат. Меѓутоа тоа не значи дека ние треба да се обескрбруваме, туку напротив тоа не дава дополнителен мотив уште посилно да действуваме. За жал во Република Македонија после 90-тите години имаше една ерозија на системот на општествени вредности комплетно и тоа влијае на однесувањето на луѓето во сите сфери на општествено живење и се рефлектира и во однесувањето во сообраќајот. И токму затоа ние денес сме сведоци на една лоша сообраќајна култура, на нетолеранција, на нервозно учество во сообраќајот, посебно загрижува однесувањето на младите учесници во сообраќајот. Значи како во сите сфери на општествено живење, така и во сообраќајот младите се поагресивни, недисциплинирани, а на крајот фактите велат дека токму сообраќајните незгоди претставуваат водечка причина за смртност на младите лица на возраст од 15 до 29 години. Господине Манчев, Републички совет. Убаво звучи тоа совет. Неминовно е кога ќе се погледнат социјалните мрежи, постојано има апелирања барем до моторџиите и сега за жал мора пример да ми биде Партизанска, едно од подолгите улици во Скопје, каде што се случувало, имало и видеа, имало и фотографии, каде што неодговорни возачи на мотори буквално летаат по Партизанска, меѓутоа како институциите тука да не преземаат доволно. Чија е одговорноста? Дали е на возачот? Всушност и е пред се на возачот. Меѓутоа институцијата овде мора да примени дали тоа се за ова казни, дали вие како Републички совет ќе направите кампања па за да се развие свеста, меѓутоа овде ова некако мора да запре. Така е, да, во право сте. Значи вака, како што спомнав, во однос на 2017 година, во 2018 година очекуваме значително намалување на бројот на жртви во сообраќајни незгоди и посебно мене што ми е драго има намалување на бројот на загинати деца и намалување на бројот на загинати велосипедисти. Нема сега на пример од аспект на превенција. И во делот на превенција сакам да ви кажам карактеристично тоа што минатата година имаме зголемување на бројот на мотоциклисти во сообраќајни незгоди. Значи изминатата година можеби во последните неколку години има рекордно најголем број на загинати мотоциклисти во сообраќајот. Токму затоа во наредната година тие ќе бидат и посебно таргет група на работа на Републичкиот совет. Во делот како што спомнавте на надлежноста на институциите, ние сме советодавно тело, секако контролата на сообраќајот е во надлежност на Министерството за внатрешни работи. Сообраќајот е еден комплексен систем, зависи од многу фактори. Зависи од квалитетот на сообраќајната инфраструктура. Ево кога зборуваме за пешаците и велосипедистите, зависи од работата на Министерството за внатрешни работи, зависи од работата на Републичкиот совет. Наша цел пред се е координација на работата помеѓу надлежните институции и нивно поттикнување на издигнување на безбедноста на сообраќајот како свој врвен приоритет, меѓутоа ние немаме извршна моќ над ниту една институција. Од друга страна исто така нашиот цел во работата е сообраќајно превентивното работење и ние постојано реализираме голем број на кампањи со цел да ја промениме свеста. Истражувањата покажуваат дека факторот човек е доминантна причина за предизвикување на сообраќајни незгоди со фатални последици. Човечкиот фактор, човечките грешки. И постојат два начина како да се менува човечкиот фактор, а тоа е од една страна репресивното действување, од друга страна е едукацијата. И токму затоа нас, посебно таргет група не се децата и младите во делот на едукацијата,
И тоа секако и останатите учесници во сообраќајот, а исто така делот на сообраќајната контрола е нешто што е надлежно на Министерството за внатрешни работи и според податоците информациите кои што ги добиваме од Министерството во изминатиот период имаме зголемен број на сообраќајни контроли и секако нели тоа се одразува и на безбедноста на сообраќајот. Да, ќе продолжиме со разговорот, само да напоменам дека ги отвораме почитувани телефонските линии толку на оваа тема, доколку еве некој од вас го следи разговорот, може и на господинот Манчев да му постави прашање. Фокусот секако како да се подобри безбедноста во сообраќајот, бидејќи сепак еве дискутираме црни се статистиките, односно билансот на луѓе кои што ги губат своите животи во сообраќајни незгоди и секако главната цел како нели да се подобри. Господине Манчев, ги спомнавме неколку пати младите луѓе. Согласно и претпоставувам вашите статистики и бројките, потврдивте дека најчесто гинат, нели, односно го губат својот живот младите луѓе на патиштата. Кои се вашите, имате ли конкретни планови, нели, како Републички совет во однос на намалување на оваа бројка, освен нели кампањите единствено? Да, ние како Републички совет за безбедност на сообраќајот на патиштата остваруваме одлична соработка и со автошколите со цел да се унапреди процесот на едукација на возачите. Нашиот впечаток и одредени истражувања покажуваат дека во автошколите во Република Македонија генерално, барем во минатото, се ставаше акцент на тоа како возачот да ја добие возачката дозвола, меѓутоа одредени аспекти беа занемарени, како на пример тоа како да се создаде општествено одговорен возач, да ги информираме младите за последиците од сообраќајните незгоди. Потоа исто така укажувавме на потребата при самата обука на возачите да се посвети поголемо внимание на однесувањето на возачите кон пешаците и велосипедистите. Пак ќе напомнам, значи, како Републички совет сметавме и предземавме одредени иницијативи дека она што е клучно да се засили сообраќајното образование како во образовниот процес, така во формалното образовен процес, така и преку неформални активности, затоа што долгорочно, единствено преку едукација на младите и на децата можеме да ја смениме таа сообраќајна култура и свест. Тоа што се однесува во делот на човечкиот фактор. Паралелно со тоа необходни се секако поголеми инвестиции од сите надлежни институции, унапредување на системот за брза и ефикасна помош при случај на сообраќајна незгода, унапредување на системот на контрола, технички преглед на возилата, унапредување на работата на испитните центри, поголема примена, јас тоа постојано го потенцирам, значи поголема примена на современа технологија во процесот на управување и контрола на сообраќајот, што значи примена на дронови и камери, затоа што физичко присуство на полицијата не е доволно да ги исконтролира сите учесници во сообраќајот и секако подобрување на сообраќајната инфраструктура. Да, колегите ми од режија ми овоа дека имаме гледач на линија, па ајде да му отстапиме простор. Добро вечер и повелата во програмата. Добро вечер. Повелата. Вака, да го искористам овој момент и да дадам некои прашања и идеи кон гостинот. Како да биде поголема безбедноста? Па, многу едноставно. Прво и основно, кој го измисли тоа на 15-16 години да им дава дозвола на овакво, на дечурлана? Прва работа. Втора работа, семафори треба да се стават на многу места. Пред се на улици кои што се долги, а немаат да кажеме пешачки, има или нема пешачки премин, тука мора да има семафори. Јас потекнувам од центар, од кај Норце Николов кај владата, откако знам од дете, на Хемпро нема семафор. Толку ли се тупави нашиве што надлежни, што поставуваат семафори, дека таа раскрсница е многу, како да кажам, незгодна, а тука нема семафори. Исто така ние бевме сведоци за оние работи кои што вие новинарите ги кажавте, а уште колку има такви случаеви, каде што од беслаци овие богаташиве со големи джипови, мотори, не знам што, се тркаат на партизанска и едноставно имаат грб, имаат пари, една казна за него не е ништо, ќе го заголица само, или имаат врски да подмитат политичари, или се роднини на политичари и така натака, и прават што сакаат.
Значи и да загине човек, ќе го заташкаат тоа, ќе го одложат навака натака, ќе го вртат, ќе го сучат со судии, ќе подмитат, ќе подплатат, притисок извршат и недолжни луѓе што се вика се згазени на семафори, слушавме ние стари жени, деца имаше кај универзална во Карпуш секаде. Значи вие, овој што е гостинот, би го прашал дали се води евиденција колку од тие несрекни случаеви се казнати тие луѓе. Штом ќе згазите вие човек на пешачки премен, нема тука одложување на казна. Тој човек мора да одговара за како се вика за убиство. Добро, господине, во интерес на времето, вие како совет или само го добивме вашето прашање, еве и господинот Манчев го слушна. Ви благодариме за вашето јавување, меѓутоа сепак во интерес на времето да одговори господинот Манчев. Повеќе прашања, па би сакале вака едно по едно да ги одговориме. Најпрви нели во делот значи лично и јас се сложувам дека казнената политика треба да биде можеби заострена во делот на оние собраќаја незгоди кај што има крајно неодговорно и девијантно однесување на одредени учесници во собраќајот, меѓутоа тоа никако не е во надлежност на Републичкиот совет. Тоа е согласно закон и согласно судски постапки за кои што ние немаме надлежности. Она што сакам да го кажам понатаму, едно од прашањата беше во делот на возачката дозвола за лица од 16 години. Сакам да истакнам дека согласно последните промени на законот, право за стекнување на возачка дозвола се добива од 18 години. Значи овој закон е изменет. Морам да кажам дека вака, од една страна во Република Македонија постои еден реален проблем каде што голем број на млади лица на возраст од 16 до 18 години учествуваат во собраќајот без возачка дозвола. Фактите покажуваат дека полицијата не може, репресивниот елемент не може целосно да влие со цел овие учесници во собраќајот да бидат исклучени од собраќајот. Значи де факто овие учесници учествуваат во собраќајот и без возачка дозвола и тоа е еден многу сериозен проблем. Од друга страна, добивање на возачка дозвола на 16 години навистина е возраст на која што младите не се доволно зрели. Потребни ли се нови законски прописи според вас? Законот е жива материја и постојано треба да се прилагодува на состојбите. Во овој контекст сметам дека во ред е законското решение на добивање на возачка дозвола на 18 години. Сакам да потенцирам дека законската можност која што беше во минатото на добивање на возачка дозвола од 16 години ја искористија многу мал број на лица во Република Македонија. Меѓутоа факт е дека сите од тие кои што добија возачка дозвола на возраст од 16 до 18 години ниеден не направи сообраќај на незгода. Значи голем број на млади лица учествува во сообраќај на незгода на возраст од 16 до 18 години, меѓутоа тие сите беа без возачка дозвола. Значи тука беше веројатно и дилемата на законодавецот зашто имам уште едно прашање за крај со оглед на тоа што веќе треба да ја привршуваме темава. Дали има Републичкиот совет некакво влијание, односно статистики во однос на безбедноста на железничките премини? И што всушност се прави? Ова прашање следува апропо она последна железничка несреќа каде што полицаец го загуби својот живот, па локалците се жалеа дека имаат поднесено доста иницијативи во последниве 25 години токму за тој реон од Скопје, Маџари па се до Петровец. Имате ли некои податоци за конкретно за овој случај? Не, искрено да ви кажам, за жал немаме податоци. Надлежност, тоест безбедно, ние сме тело кој што грижи за безбедноста на патниот сообраќај, железничкиот сообраќај е во надлежност на други тела и институции и согласно тоа не можам да ви дадам конкретна информација. Во ред. Ќе ги искористам последните минути само за уште едно прашање, господине Манчев, а тоа е Холандија неодамна имаше еден многу убав пример, бидејќи ние кога зборуваме за сообраќајот, постојано зборуваме за автомобилите и тој сообраќај, во поглед на велосипедистите и како луѓето да употребуваат повеќе велосипеди. Холандија неодамна им го олесни данокот на своите граѓани 0,19 евра за сите кои што одат на работа со велосипед. Што е она што Македонија може да го направи конкретно да ги стимулира луѓето да ги користат велосипедите? Накратко ќе ве замолам за да не го пробиеме тотално времето. Прво и особено необходно да се напреди сообраќајната инфраструктура, изградба на голем број на велосипедски патеки, тоа е прво и основно. Второ, понатаму исто така да се стимулира користење на заштитна опрема за велосипедистите, од страна на велосипедистите, а тоа значи даночно ослободување на дополнителна заштитна опрема за велосипедистите. Лично сметам дека тие биле први две најзначајни мерки со цел поголема употреба на велосипедот како алтернативно превозно средство. Ви благодарам.
Господине Манчев, ви благодариме за вашето гостување. Еве се обидовме малку повеќе да обрнеме внимание. Секако тука нема да сопреме еден ТВ. Континуирано работи и е посветена на важните општествени теми. И да, редно е време да се одјавиме. Почитувани, ви благодариме за вниманието. Со мен и со колегата Владко Чаловски се гледате повторно во петок со нови теми и нови гости. До тогаш, довидување.